Бронкс му се случи на Скопје, хепенинг кој на едно место ги обедини сите подржувачи на хип-хоп субкултурата, но и луѓе чиј животен стил е поврзан со сршта и душата на рап римите. Таму на истиот овој настан, Токсиколози пуштија глас и го промовираа нивниот нов албум. За инспирацијата и моментот дека токму сега беше време да го промовираат, ќе кажат. Мене лично ме инспирираше Кацар, па Кацар го инспирираше Сиги, а Сиги Бојан и Рена и си ја пуштаме меѓу нас енергијата. Мислам, албумов го спремаме дугачко време, така 2 години нешто така, период, некој период од 2 години и решивме едноставно дека сега е моментот што треба да се деси да излезе на лицето и еве сме тука. Кацар на ова ќе додаде. На никој од наша екипа, а и за другите рапери правамуваме што се со Токсиколози не губат инспирација и да изгубат ќе напишат песна за тоа. Од слоганот "Иако немаме многу афроамериканци, ама имаме рап", се случи Бронкс. Со оглед на тоа дека во задниве години немаше многу хип-хоп дешавки за нашата култура да се промовира, плюс периодов што е малку напнат, непотребно, мислам дека овој настан доаѓа како свежина и за музичката сцена, а и за луѓето да може да дојдат и да се опуштат, да имаат нова музика за слушање и да сменат малце мисли на позитивна страна. Генерациите се менуваат, но секогаш има некои нови клинци чиј пример се Токсиколози. Па да, најверојатно, знаеш, као што растеме ние бевме клинци уствари, ние растеме заедно со нив. И со тек на време се создава, знаеш, генерацијски има повеќе. Слика, да, слика за нас како артисти, а и ти кажувам, значи, кога животниот стил, сум го кажал тоа сега да кажам неколку пати, кога животниот стил ти е работата, онда не го ни пратиш тој момент кој што како следи. А тоа што сме биле ние помлади, но 19, 20, 21, 22, може и тогаш ние по друг филинг сме оделе. Сега одиме малце поразумно. Тоа е. А кога сме кај тие нови клинци, Зи и Бомб се почестени што на иста сцена настапуваат со хип-хоп ветераните. Честени што не поканија да ги поддржиме на овој настан, односно промоцијата на нивниот нов албум. Додевме да пуштиме глас, како што е насловот на нивниот нов албум. Значи, се знаеме со нив од поодамна, некои проекти излезе каде што сака Токсиколози да спојат повеќе млади изведувачи. И ние некако влетавме во тој проект и така од таа добра дружба произлегоа повеќе да соработки така. Поддршка од за диџеј Пултот и диџеј Чваре, кој за креативноста во диџејството ќе каже. Едноставно нема граница до кај може да иде креативноста на диџејството, воопшто на артистите, на музичарите. Нема дефиниција за тоа до кај може да иде. Пријатели и браќа, за Пушти глас, албумот на Токсиколози има позитивна критика. Ја знам нивната работа веќе подолги години, така да тоа се артисти со огромно искуство и музиката што ствараат едноставно ослика на нивниот живот и работа и све. Кога креативноста ќе се спои од повеќе ума, а музиката е производ, тогаш нема лимит на среќата. Убаво е кога ќе се видат и слушнат вакви креативни момци во едно урбано Скопје.